Денес се одржува шестата седница на Советот на општина Прилеп. Советничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија денеска одлучи да не учествува во работата на оваа седница како поддршка на граѓаните патриоти кои го бранеа Уставот на Република Македонија на 27 април, а сега се наоѓаат во притвор. Советничката група на ВМРО-ДПМН и понатаму ќе продолжи да не учествува во работата на Советот на општина Прилеп, се додека овие граѓани, патриоти, се наоѓаат во притвор и се под прогон на сегашната власт. На оваа денешна седница ќе се носи и буџетот на општина Прилеп за 2018 година. Овај буџет кој денеска ќе биде донесен е доказ на лицемерието на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи секогаш тие едно зборуваат во опозиција, а друго кога се на власт. Во овој буџет нема предвидено ниту денар за многу капитални проекти кои социјалдемократите ги ветуваа во предизборната кампања. Ги намалија средствата за поддршка на спортот, така да сега ќе бидат во многу тешка позиција ставени фудбалерите на фудбалскиот клуб Победа, ракометарите на ракометниот клуб Прилеп и ќе биде доведено во прашање функционирањето на репрезентативните спортски клубови во градот, кои во изминатите години постигнуваа успеси, а ракометарите на ракометниот клуб Прилеп учествуваа дури и на меѓународна сцена. Нема предвидено ниту денар фазла за изградба на градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп и повеќе од сигурно можеме да кажеме дека градскиот стадион и во следната 2018 година, иако досега се извршени доста работи во неговата изградба, нема да биде завршен со сигурност. Тука ќе напоменам дека нема ниту денар, не е ниту спомнат мегапроектот за спортската сала Македонија, во која требаше да има и затворени базенти. Потоа не се спомнати ни проекти како населбата Тризла, посебно ромскиот дел, Три багреми, Мексико, Дабнички завој, каде што беше ветувано дека за 3 месеци откако дојде на власт ќе бидат извршени многу инфраструктурни проекти од комунална природа. На 8 јануари се навршуваат токму 3 месеци, а таму воопшто нема започнати никакви зафати, а во буџетот за 2018 година воопшто не се предвидени ниту се спомнати овие проекти. Советничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе продолжи и понатаму да ги подсетува советниците од владеачката позиција и градоначалникот, но и граѓаните што се му ветува во изминатиот период во предизборието. Ќе продолжиме и понатаму да работиме и да понудуваме решенија за подобар живот на граѓаните на општина Прилеп. Ви благодарам.